Актер на сетот на филмот ги оспоруваат тврдењата на Блейк Лајвли за контроверзната сцена на раѓање во тужбата против Џастин Балдони, тврдејќи дека актерката не била речиси гола како што тврдела. Монт Шајн, кој учествувал во снимањето на сцената, истакнува дека Лајвли била соодветно облечена и не изразувала непријатност за време на снимањето, што дополнително ги комплицирало нејзините напори да го поправи нарушениот имидж. Иако Блейк Лајвли сега се обидува да си го врати угледот со своите постапки, по оваа исповед ќе биде многу тешко. Откако таа се осврна на сцената на раѓањето на нивното дете во тужбата против Џастин Балдони, согласи актерот кој беше присутен на сетот и ја откри вистината за спорната сцена. Именно 37-годишната актерка во тужбата навела дека била вознемирена од однесувањето на Балдони на сетот, вклучувајќи ја и сцената со породувањето за која ангажирал актер со кој приватно е во добри односи. Во тужбата таа тврди дека Балдони го ангажирал својот најдобар пријател да ја игра улогата на специјалист за породување, кога мала улога од ваква природа вообичаено би ја исполнил локален актер. Британскиот пејач Роби Вилијамс откри дека на почетокот на оваа година повторно имал исцрпувачки напад на депресија. Тој говореше за тоа во интервју за Mirror. На попејачот првпат му била диагностицирана депресија во неговите 20 години, кога се борел со зависности среде светската слава. Сега веќе 51 годишниот пејач кон крајот на минатата година призна дека повторно не се справува добро со некои случаи во животот, например со тоа што на неговата мајка Дженет и била диагностицирана деменција 4 години откако на татко му Пит му рекле дека има Паркинсонова болест. Како што почнала 2025 година, Роби станал свесен оти му се враќаат психичките проблеми. Годинава почна со некои проблеми со менталното здравје кои што ги немав многу долго време. Бев тажен, вознемирен, депресивен, а измина околу 10 години. Мислев дека сум се опоравил. Мислев дека тоа беше крајот на мојата приказна и дека само ќе шетам низ оваа прекрасна земја. Така што враќањето беше просто збунувачки, изјави Вилијамс. Прашан за неговите родители, Роби вели дека не знае како да се справи со таа неверојатно сложена ситуација. Виолета Ачковска е родена во Охрид на 9 април 1954 година. Во 1977 година дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, група Историја. На истиот факултет магистрирала во 1988 година, докторирала веќе во 1993 година со тезата Аграрот и селото во Македонија од 45 до 55 година. Во 1978 година се вработува во Марксистичкиот центар Мито Хаџи Василев Јасмин како стручен соработник од областа на современата историја. Во 1989 година преминува во Институтот за национална историја во одделението за најнова историја, а од 1998 година се вработува како доцент на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за историја. Водела неколку домашни и учествувала во неколку странски и домашни проекти. Во Драмскиот театар вечер Театар Пи хуманитарно ќе одигра представата Ние луѓето во чест на настраданите и повредените во трагедијата во Кучани. Во представата учествуваат лица со интелектуална попреченост од Пурака Скопје и ученици од општина Ѓорче Петров, а приходот од продажбата на билети ќе биде уплатен на хуманитарна сметка за донации. Режијата е на Златко Митеревски и Македонка Илиевска. Драматизација е работена по текстови на Јордан Радичков, Вилијам Голдинг и лични авторски текстови. Ние луѓето се обидува да ни ја представи иднината доколку би имале шанса за чист нов почеток. Ова е представа за моралот, пародија, политички тракт и сладко-горка визија за апокалипсата изиграна од деца, наведуваат од Театар Пи. Представата е финансирана со средства од Бугарската развојна помош.